Добар ден, се наоѓаме во домот на мојот драг пријател, кој што сакам лично да се представи, да ја раскаже својата приказна за животот од неговото раѓање во неговото школување, па понатаму во неговиот ангажман професионален. Има доста активности кои што би требало да ги осознаеме преку неговата приказна. Не би должам многу, би сакал да се представи име и презиме и да ја почнеме приказната. Најпрво благодарам на посетата. Кој сум Владо Стојберовски, роден сам во село Селник, од татко Борис и мајка Јана. Потекнувам од средно имотно семејство од македонска националност. Роден сум како трето дете поред од вкупно 5. Имам постади 2 сестри, едната е покојна, и помал брат и сестра. Која година сте родени? Роден сум 1949 година. Така. За време на информбирото. Така. Инаку детството и школувањето, првото школување во основно училиште го помина во Селник. Куќата ни е лоцирана веднаш над школата, а под караулата, така да детството го е поминато на релација војска, училиштето. Тука се одвиваа и сите тогашни, да кажем, манифестации по интересни моменти, бидејќи стално тука беве во училишто, пошто е блиску. Тргнав на училиште како доброволец на 6 години, тогаш така беше. Кој беше прв учител? Димовски Димитар од село Ратево Беровско. Така. Интересно е што тој со 3 ќерки, после една друга му се природи, живееше во училиштето во Селник. Така. Постојано, зиме, лете, таму. Сеќавате колкав број на ученици имаше во село? Па јас имав некој податок, меѓутоа го консултирав Ампо Стефановски, своевремено 63-та година бил учител, ми кажа дека 64 имало 63 деца. Така. Или бе така. Училиштето наставата се одвиваше во 4 одделенија, паралелно одеше. Сега учителот, бидејќи таму престојуваше, си чуваше стока, си едноставно ностоп беше со селаните од селото. И дори ние самите ученици беме ангажирани, например, есено време, ќесињата со книгите, торбињата на училиште, од таму во строј ќе одиме да собираме жир. Он чуваше свиња, чуваше овци, кокошки и ќе се очука жир, ќе се учениците ние собираме, он ни предава. Земјопис, природознание, све. Чуваше печење со овци, пошто немаше едно време, тука го користише селскиот магазин од задругата, потоа ги прибираше ке нас во тралото и тука возеше млеко, правеа сирење. Така. Жена му се викаше Јана, ние викаме учителката Ана. Така. Таму се природи уште едно дете. Пролето време се случувало да учениците по двајца да не пушти да ги чуваме овците. Така. Иако беше тука близко до ливади, ова другото е нашето имање покрај школото, така да многу пати, ако јас сум тоа одредениот, ги пуштиме во некоја наша ливада и така да се... По завршувањето на 4-годишното... По завршувањето на 4-годишното школување продолжи во село Драмче, како ученик пешак, за 13 километра оддалечено. Што да ви кажам, тоа беа малку потешки денови, бидејќи слабо обуени, послабо облечени, се случувало разни догодоштини, се случувало да тргнеме на училиште, па се вратиме, ќе стигнеме до некаде поради снег, поради или Селничка река е позната како дотечена. Така. И се вратиме, не може да ја поминеме. Така. Се случувало да
Кога стиглеме до училиште, во тоа време директор беше Тоде Стојановски, Табако, познат како фудбалер на игралница. Пошто со него сме први вртучени и се случувало не се случувало, него постојано чекаше сите деца кога ќе проаѓаат од околните села и кога ќе не видиш истопени во тош, прво сите околу печката да се прво стоплеме и да се позасушиме. Значи, тешко време, меѓутоа, сепак, деца, ние сме биле деца, за сите исто. Поплади си тргнем од училиште, тука моите родителите на мајка ми имаше воденица тука, имаше градина околу и ќе скидеме патличака, нешто тоа. Сеќавате ли на некои од другите наставници кои предава? Кој беше класен раководител? Интересно е, прв пат тогаш дојде за учител Димитар Озунски. Он беше од 5 до 8 одделение класен раководител. Јас како сега да го гледам, млад. И помтам кога поша со копачката да, нели, беше прав ентузијаст, заљубен во народните умотворби. Нас децата така што може ја бе меѓу тие поталентирани за пеење, ќе ни издвоеше па песни, па не носеше на настапи пред други училишта. Нам отиде носеше на екскурзија во Саса, тогаш беше нели рудникот отворен као атракција, као ова. Иначе се сеќавам, веќе рекол директорот, се сеќавам на овде од Делчево, Анка Грбич, Маре Раулупска, Ека Чимачка, Верчето Уѓуска, понатаму Димитар Кокалски. И многу ги памтам. По завршувањето на основното образование? По завршување на основно одделение, тоа е далечната 63-та, основно одделение завршив и се запиша во најпрвин во учителската школа во Штип. Така. Ние од Делчево беме тројца запишани таа генерација. Меѓутоа, беме таму околу 3-4 месеца, ја Ванчо Ѓорѓиевски, што беше директорот на Партизанка, и имаше едно девојче Деса, сега е во Австралија. Меѓутоа, за 3-4 месеца се донесе одлука да учителската школа се претвори во гимназија. Така. И немаше, речете го, немаше смисла да ние одиме во Штип, него си дојдеме тука. И тука завршив гимназија. Класен кој беше? Класен прв пат ни беше, имаше еден по математика, Војчо Презбето, нема го памтам. После беа повеќе, имаше еден Кироча ушо, Васил Крстевски ми беше во завршните 2 години, тој период. Иначе, знам, оти на другите паралелки беше Фиданчо Костадиновски, вашиот колега, и Милка Дуовска, на покоен Тоше Дуовски. Така, француски предаваше. Француски предаваше, да. Многу солиден професор. Штета за таа жена, значи на вистина. Како го поминувавте времето во Делчево? Вие сепак доаѓате од една населба која е оддалечена доста од градот и доаѓате во Делчево. Тоа е доста интересно прашање и мислам искрено ќе ви одговорам. Ние сите го платиме данокот од поминувањето од оваа средина што ви ја опишувате во Делчево. Да се разбереме, 63-та години во Делчево не беше асфалт. Првиот асфалт се стави од куќата на старата куќа на Чишо Блажо Шаламано до дистрибуцијата, стара дистрибуција кај семафорите. Тоа е дали е 63 или 64-та, уште стариот мост беше, нели, дрвениот. Меѓутоа, ние дел од децата што дојдем од села се уште, добро, јас на пример не беме од тие, меѓутоа точак не знаеме да возиме доставно. Нема што, мора тоа да го признаеме. Нормално, градската средина нуди и други предизвици. Така да, околу базентот, околу излегување вечерно време, после, например, во подоцните години, пошаме на матинеја се организираше во гимназијата, па пошаме и билјардо да поигруваме, нели, на фудбалски надпревари, ово. Интересен живот, меѓутоа,
повторувам дека многу од нас, учениците тоа што време го платиме тој данок, така да кажам, дури имаме и повторувано и дури сега да кажеме врвни авторитети во државата кои сме губеле година во гимназијата. Тоа нема срам, тоа поштено да си кажеме. Не дека сме били ненавијало за училиште, напротив. Меѓутоа пред извисте тоа се плаќа. Се сеќавате ли на одредени моменти кои ви оставиле впечаток за време на средното образование? Дали бевте на екскурзија низ Југославија? Екскурзија се организираше во тогаш Југославија, јас за жал не бев. Така малку поради финансиски средства. Тако би било. Кој бевте во генерацијата? Ние сме Поповски Илија судијата, Лјупчо Стојбеновски судијата, Деса Христова, речете го, мога да набројувам до утре, нели? Сонја Румич, Многу солидна генерација. Да. Ние сме посебно В клас што бееме, математичка насока, имаме најмногу дипломирани од цел клас. Мислам од 26 ученика дека сме 19 со високо образование. Значи, и тој период имам и доктори на наука, Снежана Адамчевска, Трајан Гоцевски, така натаму, значи една солидна генерација. Матурата каде ја славевте? Во салата на гимназијата. На гимназијата. Да. Таа беше релативно нова сала, убаво, нели, сошивме облека, тоа се шиеше. Ванчо Тренчовски, Ширин Лијата, покоен, како се викаше, на втората улица Јан Сандацки од на Солунски. Излевовте ли низ улиците да шетате? Не. Од тогаш имаше корза. Да. Не. Знам, оти пред гимназијата имаше, така, се собраме, професори, ученици, свечано. Убаво беше во секој случај. Знаете, кога човек млад, се му е убаво, се му е погода. После доаѓа она шо. Одите на факултет. Да, заправо. Така. Са тука, видете, јас така, некаде прочитав социјален работи и тоа некако ми влезе во ова. Меѓутоа, имаше само виша школа за социјални работници и јас се запишав и можда меѓу првите од генерацијата се вратив со диплома. Меѓутоа, знаете, вишето образование ни си на небо, ни на земја. Јас првото вработување ми беше во Меркур Импорт, стоковната куќа тука во Делчево. Која година отворена Меркур? На 13 ноември 73 година. 73. Јас 71 завршив на вишата, веќе 71 завинав во војска, 71 завршив, 72 во армија и 73 во август месец се вратив, и на 13 ноември се отвори стоковната. Како беше таа церемонија, бидејќи тоа сепак една прва стоковна куќа во Делчево? Видете, тоа ќе остане во аналите на, као да кажеме, во Делчево. Ние беме прво. Ние се надеваме, покоен Али Абдулов, беше директор на Осполетката Драмче, и јас као коптирани за раководители. Директор беше покоен сега Марко Стојбеновски. Еден прекрасен човек, мора да го истакнам тоа, чесен. И ние се надеваме дека ние сме тимите раководители. Меѓутоа, кога не повика, ние продавачи. И мораме да заминеме на обука, бееме во Скопје, спиеме во хотел Македонија, монтажниот Карши, сега споменик кај што. И оттаму се вратиме као обучени продавачи. Нели, тоа се работеше на принцип Парагон блок, со сите дузени. Кога почна стоковна да се полни со роба, градот просто не веруваше што ќе биде тоа. Дојдоа аранжери специјално од Скопје. И целата стоковна куќа дели витрините се изоколу. Ова 2 недели се уредуваа само излозите. Кога пуштиме веќе, дека е 13 ноември, веќе почнуваше и грејната сезона, парното ново, коци ново, све ново, верувајте, луѓето влегуваат да
да се окреат, нашески речено. Кога отвориме стоковата куќа, тоа беше како свиждањата по граница, полно. Полно. Луѓето, прво нели имаше само една самопослуга во градот, не беа навикнати на самопослужување. И второ, што не беа, се одеше преку нели, Парамон блок се одеше преку каса. Народот тоа го влечеше неверојатно. Инаку, знаете што, трговијата е интересна струка. Јас, ако не сум бил она што сум, би се бавил со трговија. Тогаш беше ние БМЕ, да кажеме, реновиран бренд, фирма, се патуваше по сајмове, на сајм во Љубљана, сајм моде во Београду, па на Загребачки велесајам, па организирал во Врање, во Битола, во не знам каде, дека се пратеше таа. Колку бевте вработени? Па почнеме 38, а стигнеме некаде до 45-6. Прво беа две одделени раководители, ние после, јас и колега сега е покоен, не унапредија и нас, така да во глобала ја раководиме 4 раководители, начало на рол со директор. И што се случи за да ја промените? Па видите, ја меѓувремено се запишав на факултетот за дефектологија во Белград дописно, меѓутоа поради тешко со литература, тешко со едно друго и се откажав. Меѓутоа, баш во тој период се отвори високата, факултетот на нашата, условно-филозофски факултет, одсек социјална работа и социјална политика. И трком да се запишуваме. Почнеме од прва година. Тоа што ни се признаваше во тек на годината, прва, втора, испитите кои ги имаме полагано, дефектологија, например, ментална хигиена, ова другото си го доположи, ми ни се рачунаше како завршен факултет. Не довршени 2 години, него завршен филозофски факултет. И по завршувањето? И по завршувањето се распиша конкурс за директор. Ја, установата моја до тогаш беше во склоп на СИЗОВите. СИЗОВите ја финансира. Раководното лице имаше својство на раководител и немаше жиросметка. Кој беше тогаш раководител? Раде Трајановски, колегата педагогот. И од тогаш ние станаме правно лице со собствена жиросметка. Каде бевте сместени? Во таа зграда сега каше управата, да. Они туку беа преселени, неку беа горе во бараките. И едно 2-3 месеца имаше тука преселено и ја дојдов. Видите, тоа е еден, така да кажем, период кога после државата нели се осамостои, кога се напуштија, СИЗОВите се помина на финансирање преку Министерството за социјална политика. Еден период на трансформација на самата социјална политика, па и на социјалната заштита во целина. Знаете, тоа беа услови кога компјутер беше мислена појава. Ја наследив едно фичо, добре што колегата го имаше набавено и него, бидејќи тогаш 92 крајот, се воведе така нареченото социјално заштитно ниво, социјална помош. Непостојана. Постојана е парична помош за лица неспособни за работа, материјално необезбедени. А ова е социјална помош, значи за лица работоспособни, а материјално необезбедени. Ние успеаме во еден турнус од 3 месеца да прифатиме 1380 корисника. Со едно возилце и со 5 души вработели и јас 6. Без ниеден компјутер, со 2 машини за пишување. Тоа беше налог на Министерството. Јас сеќам, тогаш министер беше Илија Сабрио. И не собрана состанок во плавата сала во Домот за хуманитарни дејности Даре Джамбас. Јас затвори врата, вика, слушайте сега. Вие сте 32-ца, јас сум 33-тиот. Пари се толку, пари да не барате. А социјалната сигурност на граѓаните мора да обезбедите. Па вие правите што сакате. Од мене имате неограничено властување, меѓутоа пазете, ако некој греши, да не ме чека ја да го мркам, нека си напушти од работа. Това беше едно такво време.
Што и мораме, се случувало по цел ден. Да се вратиме малку назад. Кога се одлучите да стапите во брак, со кого сте во брак и каква ви е фамилијата? Па видите, тоа ќе ме малце одеше, така да кажеме, во една убрзана постапка, значи, отслужувам војска, се вработувам и веќе наредната година со сопругата се знаеме, таа работеше во Грани, и на 1 април, како за, речете го, 74-та година, стапиме во брак. Така? Нормално, среќа беше и 20-та работеме, значи, Грани беше, па и е и денеше солидна фирма, тие беа солидно платени, мади и ние не беме лошо платени во Меркури импорт. Али стапиме во брак малку по, да кажеме, материјално необезбедени во секој случај, стамбено необезбедени. Каде живеевте во почеток? У почеток во први рон каде Вујко. Таму ми се роди првото дете, ќерка. Така? Имах прекрасни вујковци, за жал не се повеќе живи, многу ми помогнаа во животот. Тоа беше Филип Шофер во Македонија, Павле Патаро и така дале. Така да таму живееме, таму се роди детето, после тоа ние се договориме горе плац да земеме тука одно до Вујкото кај што живееме. Тоа е прилично високо горе, на Голачка. Меѓутоа во тоа време не прими и директорот на Гранит. Тогаш како демек брачен пар. И рече, ние сега завршуваме зградите, овие двете згради ке живееме и ова друга, таа првата беше изградена и вика на сопругата, демек ти да си избереш еден стан, а на ме вика ти да најдеш пари да го платиш. Тогаш немаш солидарни станови. Да. И така, со помош на родителите, на моите, на нејзините, нешто кредит, нешто сестра ми позајми и кредит преку Југобанка и верували или не, јас за година и пол си влегов во овој стан каде што и живеем. Имате две деца? Две деци. Каде се сега децата? Ќерката е дипломиран професор по одбрана во Скопје. Работеше во Фамилијарен Грани. човек? Да, и детеци има. А синот е тука, обие колега дипломиран, сега работике, он има 3 ќерки. Нека се здрави живи. Така, тие се тука, на работа. Видите, целата да се среќа да секој човек е семејство, мора да го признаеме. Така да ја сум исполнет што детето ми е тука. Не е во странство. Гледам на многу места. Иначе, се гледаме по Фейсбук, по Твитер, по ама... Освен на професионалната работа, имаме уште малку време со други активности. Кои ве следеа како млад човек и како амбициозен човек? Па видите, да. Видите, јас сум по природа така немирен дух и секојаш тежнеам кон нешто подобро. Така да 2 мандати бев, првиот бев одборник во собранието, потоа бев советник, бев 5 години советник, така испаднали тогаш изборите и бев координатор на советничката група. И реков, така, своевремено бев делегат по Републичко СИЗ за социјална заштита, што ми многу пасуваше, многу ми годеше. Со Црвенка сте имали? Да, ја во Црвенка бев на работа. Да. Не ви кажам дека во Црвенка бев секретар на тоа време и бев на овој првиот семинар што го организираше Југословенскиот Црвен крст, тоа е во Белград, на Симина 19. Беме 4 од нашата република и не спрема, не обучува за работа на Меѓународен Црвен крст. Тоа беа предавачи Штефица Шпилјак, на Мика Шпилјак, каже нам ова, не можам да се сетам докторката на Јосип Брос Тито, демек едни на вистина предавачи, тоа беше така, бирани. Ние, ја мора да му одам признание на тогашниот председател Борис Ених, легендата, така да само 4 Драги Башевски од Прилеп, исто легендарен човек, ангел од Штип, имаше од Велес, не му сеќам за името, и не пуштија, требаше да присуствуваме на неколку такви обуки, нормално тие одеше перманентно, ако веќе не бе во Црвен крст,
Меѓутоа, еден семинар на вистина кој вредеше да се посети. Остави траги. И така. Да, голем. Инаку, бев неколку години член на, постоеше одбор за отпуштени осудени лица. Тука членува, ја тогаш и по функција Црвен крст, членува суди, обществено политички раководители, тогаш се водеше сметка за... Понатаму во таа смисла јас да се пофрлам, бев и прв лиценциран социјален работник за работа за спроведување на алтернативни мерки на казнување. Тоа е кога казната затвор се заменува со казна што користи на работа. Имам завршена и обука за медијација, за медијаторно помирување во судски спорови. Така. И штета што тие двете институции не проработија. Тоа е многу добра работа. Место да иде во затвор, ќе си општо корисно работи, ние го следиме, предлагаме дали да се намали казната или евентуално се зголеми доколку не. Не како што. Да. Или медијација при поравнување на судски спорови. Нема подобро да го помириш, да не оди по судови, него да се најде решение. И други активности сега во моментот. На крајот еден прекрасен разговор водиме. Што ви препорачале на младите генерации кои што тек идат? Вашето време сепак дава за право да кажете каква е разликата помеѓу периодот во кој што вие живееле и што овие млади луѓе би требало да го прифанат, затоа што гледаме се што се случува во денешно време, секако и зло не следат. Видете, ова е проблем кој мора да се посмatra од многу агли. Јас не се сложувам со начинот на живење на младите. Нека ме прогласат за најконзервативен, меѓутоа, знаете, биоритмот да го промениш да спиеш преку ден, а да живееш преку ноќ, втора работа. Се случува, например, и на вас сигурно се случило да идете да завршите некоја работа во некој државен орган. Тоа е чудо. Чиновници нема кај да седнат, а те враќаат за утре. Знаете што? Јас сум, така да кажем, еден цел век работен ми е нек што сум бил некој раководител. Јас сум бил тоди години директор на Центар за социјална работа. Тешко на тој чиновник што ќе дозволи странката да му стои во ходник, а он да пие кафе. Ова се случува денес. Едноставно. Младите имаат некој нивно сваќање дека странката постои ради нив, а не тие да постојат за странката. И тука, знаете, верувам дека, познавајќи и ве, дека ќе се сложите дека денешниот млад човек ја нема таа навика за работа што сме имале ние или што треба да ја имаме. Второ, нема ентузијазам. Јас се сеќавам као млад, например, кога акции, пошумување голак, пато за голак, регулирање на текот на река Бреганица. Ние сме се преварале кој да повети резултат да покаже. Ударништво. Нема врска. Да го однесеш ќе заспи. Така да, на младите препорачувам час поскоро и да, знаете шо, ужасно се плашам, например, јас моите деца веќе формирали личности, меѓутоа, ја имам внучиња кои сега се баш во таа фаза. Знаете колку опасности демнат. Тука, за среќа или за несреќа, живеат, така да кажа, во стројниот центар. Немате појма кога се прибира во 2 сати, ако се погоди да бидам на тераса или овона, во каква состојба да се прибира. Да гледаш женско девојче прекрасно, а да опиено до безвес повраќа, го влечат врстици. Чудо. Вие како професор ме сваќате за тоа е опасна работа. Час поскоро ние покрај сите што ги имаме проблеми во државата, покрај сите, мислам дека проблемите со младите, а видете, на младите не треба никош да заборавиме. Младите се пластелин, како го формираме, така останува, нема тука. Животот нема прошка. Благодариме многу. Нема грешка, повелете и друга. Сте здрави и живи, уште многу години, баш ми беше драго, што имаме прилика да разговараме. За жал,
многу има што да се каже, а сепак ние посветуваме на секоја личност која што ни е актуелна во градот по оден временски период и баш од срце ми е драго што имаме прилика денеска со вас тоа да го направиме. И јас ви благодарам за посетата. Иначе имаше, веќе може правиме